civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Пропагандата, сите лажат или сите ја кажуваат вистината? Видите, тоа е многу е како да кажете. Сега полувистини се. Најлошо е кога се пласираат полувистини. Друго, современата технологија, Фейсбук, интернет, сега секој е новинар. Ја вчера читам негде, еве што кажал Путин. Повеќе мислам на државните кампањи, на местени информации. Што да веруваме, кому да веруваме? Видите, јас прво немаме политичарите се намачкани со сите бои. И настапуваат од позицијата на дневно-политички интерес. Тоа е најлошото, што нема континуитет во водењето на политика. Денеска е вака, онака е така. Тоа е можда резултат малце и на геостратегијата, на притисоците од една страна од Европска унија, притисоците од непосредните соседи, ги тоа Олимпиада сега со Битола, што се случува. Ако одите со Џон против Европската унија, бидејќи сепак Бугарија е членка на Европска унија и тамо ќе биде милениче, затоа што е во тој мозаик на европските држави. Ние сме пред врата, ние се осужиме, пропаднавме, чекајќи, ожедневме, огладневме, ама стоиме пред врата. Околу кампањата може ли да се предпостави дека постаат организирани центри и во секако и на запад и на исток, нели, и во Москва, секако и многу се посилни на исток, многу се посилни во Русија, бидејќи гледат на секој могуќи начин не само на нас како земја која што е кандидатка, која што би сакала да влезе во Европска унија, него и како на земја која влезе веќе во НАТО, али истата пропаганда ја водат и код земјите кои што припаѓале некогаш на источниот блок. Ова помага ли што забранија руски канали? Па мислам дека помага доста, затоа што знаете се труе народот, се создава една многу лоша атмосфера врз основа на лажни вести, врз основа на искреирани информации.